Добро утро за вице-премиерот Александар Николовски, кој ни се јавува од Лондон. Денеска е таму. Добро утро. Да, поздрав на сите што не слушаат. Николовски, пред да отидете во Лондон, рековте дека ова е историски ден, односно дека 22 мај 25 година ќе биде историски ден, затоа што вие денеска го подпишувате договорот влада со Гарет Томас, министер за услуги, мали бизниси и извоз на Обединетото кралство. Во колку часот ќе подпишувате денес? Сега е негде уште малку, вие сте еден час назад, отприлика околу 20 за 8 ќе дојде кај вас. Да, значи точно со колегата Гарет Томас, кој што практично е, да го преведеме во наши услови, министер за економија и за трговија. Тоа би било соодветниот превод на неговото портфолио. Подпишуваме во 12:30 по локално време, што е 1:30 по македонско време, и навистина имаме историски ден за Македонија и за односите помеѓу Македонија и Велика Британија. Огромна работа која што мислам дека многу значи пред се во делот на политички односи, затоа што добиваме многу силен сојузник. Понатака многу значи во делот на развој на државата, затоа што ќе добиеме врвна експертиза и подршка од најголемите умови и најискусните луѓе тука од Велика Британија. Секако многу значи и во економскиот дел, имајќи предвид дека на располагање се става една рамка од 5 милиарди фунти, што се 6 милиарди евро, што е нешто што Македонија никогаш во својата историја до се не го видела. Овој договор велите дека е историски, но дали е ова сега тој договор за стратешко партнерство или тој дополнително ќе се подпише? Затоа што зборуваме за два договори. Едниот е договор за стратешко партнерство, кој што е по-генерален и по-политички. Тој ќе биде подпишан од страна на двајцата премиери во соодветно време кое што скоро ќе го договориме. И вториот е договор влада со влада, каде што по-конкретно зборуваме во однос на политичката соработката во делот на размена на искуства и економската соработка. И еве да кажам еден куриозитет, ова е прв договор од овој тип, прв договор влада со влада кој што Велика Британија го подпишува со било која европска држава. Значи, прв пат има договор на европско тло влада со влада. Обично, нели, тоа име наменето веројатно за другите континенти, но сега откако излегува од Европската унија, ние сме првите со кои подпишуваат ваков договор. Да, практично ние добро го препознавме моментот да сакаат да развиваат добри билатерални односи, особено откако се надвор од Европската унија, и еве ги гледаме резултатите. Николовски, со овој договор веќе се искомуницира од страна на владата што се ќе добиеме. Имаме некаква слика околу сето тоа, но дали можеби вие во текот на вчерашниот ден гледавме, имавте неколку средби, дали нешто дополнително од тоа што веќе е најавено се прецизира? Апсолутно, ова е само почеток и треба да го гледаме како рамка, не како фиксни проекти. Она што е значено е дека се работи за проектно финансирање, значи финансирањето е врзано со проекти, што според мене е многу битно, значи дека нема да дадат средствата во непродуктивни трошоци за исплата на плати и пензии, социјална помош или останати бенефиции или субвенции, туку ќе дадат за инвестиции кои што многукратно ќе се враќаат после тоа на македонските граѓани. Во моментов имаме спремни 30 на проекти, но како ќе доаѓаат нови проекти, ќе разговараме со нашите пријатели од Велика Британија и доколку и за нив се прифатливи. Секако дека ќе има и нови проекти, и ќе има нови проекти. Веќе имаме на радар, вака би рекол, најмалку два други големи проекти кои што во овој момент ги размислуваме. Најавивте дека договорот за стратешко партнерство ќе биде подпишан од двајцата премиери. Дали може да очекуваме дека Кир Стармер, премиерот на Обединетото кралство, ќе дојде во Македонија, можеби? Па, зошто да не? Ние би сакале да го угостиме. Немаме во овој момент фиксен термин кога би можел да дојде, но биле повеќе од сретни да го видиме. Она што дефинитивно е сигурно е дека
во тек на месец октомври сигурно ќе има нова билатерална средба помеѓу двајцата премиери, овој пат во Лондон. Тоа е тоа што веќе е сигурно, а во однос на другите работи секако дека комуницираме. Опозицијата вели дека овој договор и тој за стратешко партнерство и овој кој вие го потпишувате се антиевропски. Дали вие налетавте на антиевропска атмосфера во Лондон? Мислам дека е срамен односот кој што го имаат. Мислам дека не успеа да се надминат себе си. Има толку многу теми на кои што можеме да се конфронтираме, да се спротивставуваме. Мислев дека да бидам отворен, ова ќе нешто што нема да најде на ваков тип на критика, напротив дека ќе биде поддржано. Имајќи предвид дека проектите се за сите, дека ако сакате на крајот на денот, ова се проекти што надминуваат и еден мандат, надминуваат и една влада. И очекував дека поддршка ќе дадат, но да го покажаа своето лице и не случајно завршија со 18 пратеници на минатите. Никола Димитров порано знаеше да се пофали дека ги чува сите пенкала. Вие велите ова историски договор, веројатно ќе го чувате пенкалото со кое ќе потпишете. Денес кои други средби ги имате на агендата во наредните денови? Денес имаме доста сериозна средба со одделот за железници во рамки на Велика Британија, каде што ќе разговараме конкретно околу проектот за брзата пруга. Понатака имаме доста долг и сериозен состанок со потенцијални финансиери на проектот и имаме исто така доста суштински состанок во однос на изградбата на болниците и факултетот и студентскиот дом, така што е работен ден и работна агенда. Ви благодариме многу. Ќе ве оставиме денес да го фатите денот. Ви посакуваме плодна соработка која ќе донесе многу успеси за државата и се надеваме дека ова што го говорите ќе биде само еден мал почеток на се она што може да го добиеме во оваа соработка со Велика Британија. Благодарам, беше задоволство и поздрав на вашите слушатели.